Професор Јовевски, добро дојдовте во студиото на Newsmax Balkans. Македонија е една од ретките држави на Балканот која што успеа да ги направи оние, можеби и во Европа, колективни договори, речиси со сите институции, бројката до сега, ако не се лажаме, околу 59 институции, плюс судовите и јавните обвинителства, оние колективни договори за покачување на платата, со кои што во наредните 24 месеци платите ќе пораснат за околу 40%. Вие сте професор по трудово право. Колку е важно за една држава да има ваква стратегија? Најнапред благодарам за поканата и за зрелоста да ја препознаете оваа толку важна тема, не само во аспект на трудовото право, туку генерално како економска тема, како нешто што се однесува на сите вработени во јавниот сектор во државата. Вие добро напоменавте на почетокот, да, 59 институции, од денес веќе станува збор за 60, значи имаме додадено уште една институција, тоа се вработените во градинките, во предучилишната возраст, они не беа во списокот вклучени, сега се од денес и они вклучени, плюс судовите, како што напоменавте, плюс целото јавно обвинителство. И би рекол, јас обично не сум човек кој што сака да кажува силни зборови, но како професор по трудово право се радувам што сум современик и сведок на еден, би рекол, историски трудовоправен моментум во нашата земја, да целиот јавен сектор, односно сите административни службеници, вработени како административни службеници или државни службеници, така попознати помеѓу граѓаните, да бидат опфатени со колективни договори, и тоа не било какви колективни договори. Видете, општ колективен договор ние имаме за јавниот сектор. Грански, да, се имаше еден од синдикатите во минатото склучија, меѓутоа сега имаме еден сосема нов моментум, една децентрализација на колективното преговарање на ниво на цел јавен сектор, каде што секоја институција во државата склучува поединечен колективен договор. Значи колективен договор на ниво на работодавач, односно на самата институција, на самиот орган, на самиото министерство. Од една страна е министерот, директорот, раководител, зависно од самата институција како е внатрешно организирана, а од друга страна е синдикатот или синдикатите, доколку постојат повеќе синдикати. Што е суштината и што е спецификумот на ова преговарање на ова ниво? Спецификата е што на овој начин всушност се навлегува многу подлабоко во однос на одредени прашања кои што се поврзани од значење за самите вработени, за самите административни службеници. Покрај прашањето за платите, кое што е секако основно и круцијално за секој вработен, па и за административните службеници, се допираат и прашања кои што се поврзани со годишните одмори, прашања со отсуствата, прашања со безбедноста и здравјето при работа, прашања поврзани со начинот на користењето на годишен одмор, со работното време, се флексибилизира вработното време со отворена нова можност за вработените, која што мислам дека особено добро беше примена од страна на синдикатите, така што имаме една лепеза, еден спектрум на подобрени права кои што се однесуваат сега на сите вработени во јавниот сектор, плюс, би рекол, круната на целиот процес, а тоа е покачувањето на платите во кумулативна вредност од 42 до 3% за 2 години, сметајќи од крај на март 2026, значи од пред некој ден, до 1 март 2028 година. Значи ние во тој период од буквално 24 месеци, буквално календарски 2 години, ќе имаме зголемување на платите на административните службеници од 42 до 3%. Кога зборувам за 42 и 3%, еве би сакал на сите почитувани гледачи да го објаснам што значи тоа. Тоа значи дека зголемувањето оди номинално за секоја година 7% на платата, но зголемувањето е врзано со основната плата, со основицата на платата, плюс зголемувањето и растот на минималната плата, и тоа потоа се зголемува за 7%. Пресметките се дека минималната плата во следните години исто така како и оваа година ќе расте негде околу 6%, сега и над 6%, така да оваа година веќе имаме 14, речиси 14, без малку, без 0,1%, 14% зголемување на основната плата на вработените, на административните службеници, значи не се 7%, туку вкупно 14, дупло кога ја земете и минималната плата. И ако го ставите тоа во една прогресија за следната година, 27 и 28, ќе видите дека сега имаме 14 и во 27 13% се планира, може ќе биде и повеќе. Во 28 исто така 13%, значи вкупно 26 и овие 14, тоа се веќе 40% и основицата ви се зголемува секоја година,
со самиот раст оваа година, пресметката за следната година веќе на која што ќе се засметува минималната плата и покачувањето ќе биде повисока во старт, бидејќи сега имаме покачување од речиси 14%, така да уште за 2 до 3% се зголемува самата основица за овие 2 години, така што веќе зголемувањето е, би рекол, очигледно, приметливо, ќе има ефект и е нешто што до сега се нема случајно на ваков начин во држава Македонија. Зборувам од осамостојувањето па до денес. Зошто ова го потенцирам? Затоа што сега гледани и од теоретско правен аспект, не само од практичен аспект, туку и од научен аспект, се гледаат чекорите, се гледа визијата, се гледа аспектот на тоа дека се има план, стратегија и методика, начин како да се оствари одредената цел. И тоа може да се забележи во овие колективни договори, но истото можеше и претходно да се забележи уште минатата година кога се случува колективните договори, кога се преговараше во делот на образованието, во делот на здравството и кај некои други сектори како што беше полицијата, како што беше одбраната и така натаму. Така да тоа што мене особено ме радува сега е што се пристапува систематски, чекор по чекор и се унапредуваат правата со одредена известност дека во следните години ќе има исто така подобрување на правата, не се решенијата ад хок како што во изминативе 35 години бевме научени да ги гледаме и кога се случувале покачувања најчесто биле еднократни со краток учинок, во таа тековна година се случува покачување, ретко некогаш да имало и следно покачување, така што ова веќе е нешто покажува нешто поинаку, покажува дека Македонија е веќе лидер во колективното преговарање во јавниот сектор, дефинитивно во регионот. Ниту една од соседните земји, дури дели од нив и членки на Европската унија, немаат колективни договори од ваков тип за секоја институција каде што сите вработени административни службеници, односно јавни службеници се опфатени. Колку ресурси се потребни за сето ова да се спроведе? Имено не се преговара една страна со друга страна. И дали се ова условно кажано постулати за сите наредни договори во наредните децении? Па се надевам дека е така. Се надевам дека ова зрелост и овој пример кој што сега го покажуваат социјалните партнери, пред се владата од една страна како работодавач во јавниот сектор и синдикатите од друга страна, ќе биде фундаментот, темелот, новото ниво кое што се надевам во некои идни времења нема некој друг да го враќа назад. Навистина се покажа еден добар пример, уникатен пример и регионално, но и европски, па и светски. И во тој дел би било глупаво ние да не учиме и да не созреваме и да не одиме уште понапред од ова што сега го имаме. Дотолку повеќе што јас лично сметам и се надевам дека овој пример кој што го даде сега владата Дали државата може конкретно да биде добар пример и за приватниот сектор? Токму тоа сакав да го кажам. Затоа реков дотолку повеќе што овој пример кој што го даде владата сега со синдикатите треба да биде охрабрување и за самиот бизнис сектор да седне да разговара, да види како се може да се решат работите и во бизнис сектор. Но самиот социјален диалог во бизнис секторот, Предраг, има една поинаква нота, еден поинаков, би рекол, и вкус и мирис. Зошто? Затоа што во бизнис секторот имаме многу мала синдикална густина. Ниту еден од синдикатите во Македонија и на национално ниво, кои што се препознаени, кои што се репрезентативни на национално ниво, не се репрезентативни само во бизнис секторот. Не го исполнуваат цензусот за репрезентативност на ниту едно ниво во однос на како да бидат представници на работниците во бизнис секторот. И во такви околности прво што треба да се подобри е да се работи на менување на концептот кај компаниите дека синдикатот е проблем. Синдикатот, ако се пристапи искрено, ако се пристапи со од страна збораме на бизнис секторот, но и на самите синдикати, со честни намери и со цел да се дојде до подобрување и на правата на вработените, но и на работењето на самата компанија, соодветно на тоа и остварување на подобар профит и подобро профилирање на компанијата на пазарот, тогаш мислам дека тоа е вин-вин пристап и на таков начин и синдикатите и работодавачите треба да бидат охрабрени, едните синдикатите да покажат зрелост за
разговор, а другиве да овозможат синдикатите да функционираат во нивните компании, да не се плашат од формирање на синдикати и на овој или оној начин да се обидуваат да го спречат синдикалното движење во стопанството. Тоа не дава на долг рок добри резултати и ние тоа го гледаме низ изминативе децении дека се создаваат одредени тензии, одредени проблеми каде што не можат одредени прашања да се артикулираат, да се канализираат преку разговор кој што би требало да се одвива на маса, значи на мирен начин со колективно преговарање се дојде до одредени резултати. Се е процес, зрееме, тоа ме радува. Полека, но сигурно, одиме чекор по чекор и уште еднаш потенцирам, верувам дека токму одличниот пример, не добар, туку одличниот пример кој што во моментов се случува во јавниот сектор ќе рефлектира ветар во едра, како вели народот, и во бизнис секторот и таму да имаме одредени поместувања. Професоре Јовевски, ви благодарам многу за одвоеното време и вашата експертиза. Благодарам за поканата, се надевам дека ќе има добар екот не само во Македонија, туку и во регионот.